Колку вработените се продуктивни на работното место? Се вложуваат максимално или доаѓаат на работа само нешто да сработат? Што е тивок отказ? Кои се причините за тоа? И колку менаџментот е виновен за ваквата ситуација, разговараме со Марина Анчевска, коучинг, мастер коучинг и основаш на Центар за бизнис психологија. Анчевска, добро дојдовте во емисијата Финсайт. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Чест ми е да бидам денеска тука. Ви благодарам. Прво да дефинираме што е тивок отказ. Интересно е прашањето. Тивок отказ е нешто што посакуваш можеби, меѓутоа не го правиш или некое незадоволство имаш, па се прашуваш дали сакам да останам, дали сакам да си одам. Јас така го разбирам, бидејќи и мене ми е тоа познато, го имам и јас доживеано. Кога се прашуваш себе си дали сум на вистинското место. Сега според истражувањето на Галуп, од 45% до 65% од вработените на работното место не се задоволни, не ги исполнува, меѓутоа сепак не даваат отказ, не си одат, остануваат на фирмата. Тоа се фрапантни бројки, доаѓа дека секој втор вработен не се вложува максимално и не е задоволен. Да. Зошто е тоа така? Каде се причините? Па јас мислам дека има многу фактори, многу промени, брзината на живењето, например, развојот на луѓето, потребите се различни, така да не може да се види дека е можеби само незадоволство на работа, туку може да се погледне исто и потребата на луѓето во денешно време. Не е како порано. Порано била лојалноста на многу повисоко ниво. Денеска лојалноста е менлива, не е трајна, така да има многу фактори што влијаат на тоа. Дали платата е еден од главните фактори? И тоа секако, мислам дека на овие простори тука, дека материјалната сигурност е апсолутно многу поголема потреба отколку во другите земји, меѓутоа и таа не е секогаш факторот за заминување. Значи има други работи кои што се случуваат, например, немање признание, немање простор да го кажеш нели своето мислење или да бидеш вклучен во целокупниот систем во работењето, така да не се само парите. И сега како работодавачот да препознае дека вработените не му се продуктивни, како да кажам, или се во таков пасивен отказ, Па пасивна тоа работа? се гледа, тоа е препознатливо. И работодавецот кој што нели работи со тие луѓе секојдневно, апсолутно може тоа да го примети и го гледа и се гледа и по бројките и се гледа по се друго, меѓутоа колку е спремен исто работодавецот да инвестира во тие вработени, апсолутно морам да кажам дека во последниве години тоа е зголемено. Значи, свесноста дека треба да се инвестира во вработените, дека не се трошок, туку се инвестиција. Значи, тоа е сменето, меѓутоа пак ќе кажам околината, брзината, несигурноста, све што се случува во земјата, па и надвор од земјата влијаат во тоа нели чувство на несигурност. Кои се први симптоми? Како да се препознае дека еве некој не е задоволен? Да. Самите ние како луѓето тоа сите си го знаеме затоа што емоциите се всушност нашиот патоказ. Ако јас одам на работа, а нозете ми се враќаат назад, нели познатата изрека, значи нешто не е во ред. И не секогаш е до компанијата, не е секогаш до организацијата. Може би јас имам лично незадоволство за тоа до каде сум во животот, што сум направила, дали сум задоволна од самата себе. Значи, тоа е исто некогаш показател дека може би не сум доволно вклучена во работата, затоа што јас не се чувствувам добро, не сум среќна со самата себе. Значи, секој од нас може тоа прашање да си го постава себе си. Дали сега ова што го правам и работам е доволно за мене, ми го дава чувството на исполнетост и задоволство или е време за промена? И ако е време за промена, што треба веднаш да се пресече за да бидат посрекни, да бидеме сите помотивирани? Па некогаш можеби еве помладите например многу побрзо пресекуваат, така? Да. Прашањето е дали вистински чувствуваат дека тоа е време за промена или само затоа што има па за нив е многу поразлично, они гледаат многу повеќе можности отколку што гледаме ние.
И можеби па и пребрзо го прават тоа. Значи тоа е апсолутно е тоа се е личен развој. Затоа јас го работам ова што го работам, значи да има можност некој да дојде, да се приспита себе си, да го види некој од поширока перцепција, од друга перцепција, некој кој што нели не е емотивно инволвиран, за да видиме на секој му треба. Иако го работам ова повеќе од 25 години, јас си одам на коучинг, си одам на разговор, си одам на тренинг. Значи тоа е постојан развој, не е нешто статично. Имам сега оваа работа и завршува животот. И што ги советувате работодавачите? Кога ќе им кажете дека еве вработените не им се мотивирани, Да. што треба да направат? Значи тоа е процес во кој што сите се вклучени, не се само вработените. Прашањето е што се случува во компанијата во целост, што поголемиот број на вработени имаат ниска продуктивност или инволвираност во работата. Значи не е само да се гледа една единка, мора да се види целиот систем. Што, например, можеби е до лидерството, можеби начинот на кој што се водат луѓето, можеби е до например, инволвираноста мора да се види на многу нивоа. На ниво на околина, што се случува во компанијата во целост. Што е однесувањето, што покажуваат не само вработените, значи лидерскиот тим е многу важен тука. Какви способности имаат луѓето? Дали им требаат нови вештини или е ова доволно? Која вредност ја задоволуваат компанијата и луѓето во компанијата. Значи, тоа се нивоа на кои што може да се работи. Не е само едно, да се каже, не се продуктивни вработените. Има многу повеќе фактори и тоа е интересен показател. Значи, треба да се прашаме што се случува во компанијата во целост, што имаме ниска продуктивност. Имате направено истражување во кои сектори најмногу вработени во така наречен тивок отказ? Дали се тоа банки и осигурителни компании, затоа што нели таму има поинаква хиерархиска поставеност и малце се покрути, не можат раководители, па мора да прашаат менаџмент, па на повисоко ниво да се оди. Да, тоа е покомплексна структура. Меѓутоа, каде и да одиме, тие се луѓето. Ние сите носиме лични вредности, имаме различно минато, имаме различно воспитување, значи сето тоа влие. Не може да се земе само еден тип на дејност, дека таму има повеќе, отколку на некоја друга дејност, меѓутоа сепак влијае процедурите, структурата, хиерархијата, како е поставена структурата на компанијата. Например, во други сектори, например, едно е да се работи во банкарски сектор, а друго е во маркетинг агенција. Значи, тоа е сосема различно, покреативна можеби култура, ама сепак и маркетинг оделот во голема компанија исто така не е лесно, пак има хиерархија, пак има, некој друг систем на работење. И се зависи исто на вработените, на која возраст се. И младите од една банка одат во друга банка, од една осигурителна компанија во друга осигурителна компанија. Или па можат да сминат и тотално и друга компанија, друга професија. Значи, многу фактори се важни, многу интересно да се гледа тоа какво е движењето. Ја работам многу со компании од различна дејност. И на што се жалат најмногу? Да. Работодавачите се жалат повеќе или работниците? И од кој сектор? Да, па нема правило, значи за тоа, меѓутоа лидерството е многу важно. Многу е важно колку е нивото на свест и насоченост кон раст и развој на лидерскиот тим. Од таму тргнува се. Затоа што ако имаме круто хиерархиско лидерство, тогаш луѓето кои што се под лидерите поинаку функционираат и работат, отколку ако имаме лидерство насочено кон раст и развој, отвореност, приемчивост, значи по-неструктурирана хиерархија, неструктурирана, по-блага хиерархија, тогаш е многу поинаку. И сега како да се смени тоа кај тие крутите менаџери? Па дали сакаат?
Затоа што луѓето можат да одат на тренинг, и јас гледам постојано кога одам во компании, секогаш има некој кој што не ја прифаќа промената. И тоа е окей. Знаеме на што сме со тој колега. Дали ќе инвестираме во него, на кое ниво ќе инвестираме. Затоа што голем број од луѓето доаѓаат на работа и знаат што треба да прават. И си одат дома. Дел од луѓето одат на работа, знаат што треба да прават и знаат како. Помал дел од луѓето знаат, одат на работа, знаат што треба да прават, знаат како и знаат зошто го прават тоа. Уште помал дел од луѓето на работа, одат на работа, знаат што треба да прават, знаат како, знаат зошто и знаат кои се. На Тие ниво се на најдобри, идентитет ја доживуваат работата. Најмал процент на луѓето се оние што одат на работа, знаат што треба да прават, знаат како, знаат зошто, знаат кои се и знаат зашто го прават. Големата слика. Меѓутоа, не мора секој да ја знае големата слика. Ние, работодавците треба да знаат на кое ниво како со со колегата да комуницира. Тоа е најважното. А затоа на лидерите им треба раст и развој, личен раст и развој. Меѓутоа, знаете, со дигитализацијата сега се измести таа граница помеѓу работно време и после работно време. Знаат вработените да добијат SMS порака, јавување од своите претпоставени и после работното време, кое што завршува некаде после 16 или 17 часот, и тие се фрустрираат, викаат, чекај малце, работев до сега, моето работно време заврши, зошто сега ми се мешат во мојот приватен живот? Треба ли тоа да биде пракса или исклучок? Зависи од работата и се зависи од организацијската култура, хиерархијата и лидерството. Пак ќе вратам нас. Затоа што едно е да се работи во, да речеме, корпорација, организација, еве некоја телекомуникации, банки, а друго е да се работи во семеен бизнис. Во семеен бизнис е сосема поразлично. И са зависно Зошто, која е разликата? Може да Да. направите паралела? Па да, секако, например, хиерархијата во, да кажеме, семениот бизнис се смета како вечна, како во семејството, се знае кој е основачот, меѓутоа и таму е променлива. Во зависност од сопствениците, нели? Како, дали ќе вклучат други лидери кои што не се дел од семејството или ќе останат тие да бидат вечно лидери до нека, нели, можат да одат на работа. И тука е, например, тие што се вклучени во таа организација, лојалноста е малку поразлична од другите организации кои што не се семени бизниси. Непосредноста, да кажеме, вклученоста во работата, ако има повеќе членови од семејството кои што работат, за нив нема сабота, например, не звони телефонот или нема одговарање на телефон, затоа што за нив бизнисот е семејство. И во тоа семејство, тие се постојано дел од тоа семејство, од тој бизнис. Јас знам од самата себе. И во такви, ова е мој бизнис, не е семеен бизнис, јас сум го основала, меѓутоа е многу покомплексно ако си наследник. Затоа што семениот бизнисот е дел од семејството. Што значи бизнисот е дете на семејството. И мора да го негуваш за да се развива понатака. Да, апсолутно. И како е почнат семениот бизнис е многу важно. Дали е почнат од потреба за преживување, дали е почнат како некаква идеја, пазарот, нели, се гледа па се прави нешто, се почнува мали чекори, дали се вклучени други луѓе. Значи има многу фактори кои што влијат за тоа како луѓето се чувствуваат во бизнисот и како го доживуваат. Дали како свој, иако се вработени, затоа што се поврзани со основачот, со него од почетокот на бизнисот и затоа се чувствуваат како дел од семејството. И за нив, например, не е проблем и во сабота да им се јави некој. Меѓутоа за другите може би е проблем. Апсолутно. Значи, ама се зависи од организацијската култура како е таа поставена. И тој што доаѓа на работа, ако на почеток му е кажано дека треба да е достапен,
го прифатил тоа, се зависи од Да. од комплексност на работењето. Да. Ако клучот за успешна компанија е во менаџментот, колку платите, еве споменавте дека не се толку важни, меѓутоа во денешно време, кога цените одат нагоре, дали платата е главниот мотивирачки фактор за некој да биде пасивен на Секако работното се место? парите важни, парите се дел од живењето. Парите даваат некаква сигурност. Меѓутоа пак зависи од личните основни потреби. Ако мене основната потреба ми е сигурност и на пример работата ми е сигурност, тогаш можеби во други сегменти од моето живење ќе експериментирам. Можеби семејството ми е база на сигурност, па ќе се експериментирам со работа. И тука сигурноста се парите, семејството, компанијата. Некои луѓе не одат во компанија која што не ја сметаат за сигурна. Меѓутоа има луѓе кои што се мотивираат и имаат потреба од несигурност. Што значи тоа? Што значи? Постојано нови работи, исто и да се на едно работно место сакаат промени. Значи, што и да треба да се направи, тие ќе го направат на малку поинаков начин, затоа што тоа ги мотивира. Се креативни. Не значи дека овие што се во сигурност не се креативни, да се разбереме, само тргнуваат од друга потреба. И едното и другото, ако се екстремни, не се добри. Премногу сигурност, зависност од таа сигурност исто не е добро. Зависност од несигурност, од постојани промени, исто така не е добро. Има, например, друга потреба е значење. Колку мене ми е дадено значење, колку јас сум значајна во процесот, во тимот во кој што работам, колку мојата автентичност се почитува. Има луѓе што не им е толку важна сигурноста или несигурноста, најважно им е признанието. Са тоа исто ако е екстремно, може да биде проблем. Само да ги довршам, има Може, неколку, да. Четвртата основна човечка потреба е конекцијата, релациите. Значи има луѓе, колку и да е сигурна работата, колку и да има можност за некаква промена или дозначење, на таа личност и се важни колегите. И конекцијата и релацијата или клиентите што ја имаат со колегите и клиентите. Тие можете да ги преместите во друг тим, меѓутоа нема да им оди лесно, затоа што се навикнуваат на релациите. И тоа е екстремното. Меѓутоа има луѓе што ги мотивира со тоа каква е околината, со кого работам, дали ми се луѓе во интересни, можам да се разбрам, значи е многу поважно отколку парите. На помал број на луѓе, основната човечка потреба им е развој. Тие може да работат во сигурна работа, да им имаат плати, да им е дадено дозначење, меѓутоа ако нема развој си одат. И кога ќе видите, И дали се посреќни тие што заминуваат, отколку да разговараат со HR-от, не сум мотивиран, не сум задоволен, да, дополнително сум се вложила, не сум добила бонус или награда. да, тие разговараат, секако тие веднаш може да ги приметите и во разговор кога ги примат. Тие луѓе ќе кажат, супер, да, окей, платава ми е окей, меѓутоа ќе напредувам јас овде. Има ли промена или само на ова работно место? Има ли некаков план за развој? Тие веднаш се приметуваат дека тие основната потреба им е развој. Уште помал број на луѓе не им е само развојот, туку и смислата, придонесот. Знае зошто го прави тоа што го прави. Има некаква смисла и придонес за него, за семејството, за општеството. Значи, многу е покомплексно отколку само да кажеме зошто си одат луѓево, зошто не работат. Меѓутоа, ако менеджментот не е достапен за разговор со своите вработени, не знае зошто вработените не му се продуктивни, Да. тогаш што треба да направат работниците? Да. Сакаат еве да побарат зголемување на плата или да разговараат за повисок Треба да се развој, меѓутоа охрабрат. Нормално да се охрабрат. Меѓутоа, лидерство, менаџерство, кое што нема коучинг, skills, вештини, зашто едно е да водат процеси, многу од менаџерите се насочени на водење на процеси и се одлични во тоа. Дел од менаџерите, значи што сега се повеќе има такви менаџери, кои што се исто многу добри во водење на луѓе.
Че не е само да водиш процеси, ти мораш и луѓево да ги водиш, за потоа луѓето да ги водиш во процесите. За тоа треба коучинг техники и алатки. Значи, како да препознаеш што му е важно и вредно на колегата, дали има потреба од развој, дали му е сигурноста важна, дали значењето, менторирање и коучинг. Тоа е најважната алатка за лидерите на 21. век. И колку ја имаат во Се Македонија? повеќе. Се повеќе. Апсолутно, јас го работам ова 19 години во Македонија и можам да кажам дека има огромен развој во тој дел, затоа организирам и разни настани, конференции на таа тема и нормално тоа го правам, затоа што сакам и на коучингот да му се даде признание, да го препознаат како нешто неопходно. Кога веќе споменавте конференција Анчевска, вие крајот на мај организирате една конференција. Да. За што ќе биде конкретно? 21. мај ќе биде токму за коучинг конференција. Значи, да, луѓето, ова е втора поред, значи да се запознаат со коучинг, алатките, техниките и целата конференција е во форма на работилници, затоа што коучингот не се учи когнитивно само. Коучингот се учи искуствено, преку работа, на бизнис коучинг, има различни теми за продуктивност, психологија на успех, системскиот коучинг, како тоа може, како треба лидерите да ја гледаат големата слика, да откријат кои се, да кажеме, маните на системот, на целиот систем во кој што функционира, зборам организацијски систем. Значи, на разни теми имаме разни излагачи, реномирани коучи, не само од Македонија, значи од Европа, и сите учесници ќе имаат можност искуствено да научат техники кои што можат веднаш да ги применат. Дали само лидери доаѓаат или може и вработени? И вработени, да, Мгм. секој. Коучингот е за секој, и за индивидуалци, и за тој индивидуалец е дел од семеен систем, семејство, дел е можеби од организација, од тип, дел од семеен бизнис. Значи, ако јас научам како да се водам прво себе си, јас во секоја околина ќе можам да функционирам. И коучингот е пред се личен развој. Колку јас вистински можам да се водам себе си. Тоа е и лидерството, свесно лидерство. Дали си лидер прво ти на својот живот? Мислам дека тоа е основно и клучно. Меѓутоа, еве да споменеме платата. Дали ги учите како вработените да побарат зголемување на плата? Дали треба да се задоволни со некое годишно зголемување согласно инфлацијата или пак согласно придонесот треба да биде како треба да настапат, кога треба да настапат да се побарат тоа? Значи, се е тоа прво размената. Дали сме задоволни? Тоа јас што го давам и тоа што ми го дават е порамнето. Ако не е тоа порамнето, дали во пари, во признание, во автентичност, во развој, тоа се јавува потребата за промена. И ако секој човек ја чувствува таа промена во себе, дека нешто не е израмнето, тоаш нормално дека ако нема таква коучинг култура во компанијата да се дава фидбек, обостран фидбек, тоаш вработениот треба да си работи на себе исто така за да се охрабри и да си побара тоа што и да е, што го мисли дека не е задоволена балансот на давање и примање. Тоа е во секоја релација е тоа. И моето последно прашање до вас, како, накратко, за поуспешни и позадоволни работници, а со тоа и поголем придонес да можеме да дадеме во компанијата каде што работиме? Да, како да го направат тоа? Да. Да инвестираат во луѓето. Да инвестираат во развојот на луѓето. И не само тренинзи кои што когнитивно сега ќе научиме ние нешто и после ќе го заборавиме, туку искуствено, преку дискусија, преку интеракција, преку размена, преку давање на фидбек, охрабрување и на и на вработените, и на менаџментот тимот да разговараат. Што и вработените имаат, секој е вклучен во системот, секој има значење и секој има информација. А како да се сменат навиките во лошиот менеджмент кој што не сака промени? Тоа е големо прашање. Тоа треба или од надвор нешто да се случи, или толку да не оди во компанијата, да има чести заболувања, чести промени на вработени, да се случува клиенти незадоволно, па
да се сетат дека од себе треба да тргнат. А тоа се случува се Се случува почесто. се почесто кај нас, Да. тоа сакав да ве прашам. Па се случува, да, затоа што има многу промени. Еви сега војната е се, ние не можеме да влијаеме на војната. Можеме ли да влијаеме? Не. Меѓутоа можеме да влијаеме на начинот на кој што ја доживуваме. Тоа е единствената промена што ние можеме да ја направиме, кај себе, внатре. Затоа што промени, предизвици, проблеми, конфликти секогаш ќе има. Имало и ќе има. И не е до тоа, туку е до тоа како ние се носиме со нив. Треба да научиме очигледно сите помалце, пошто секој од нас се нашол во ситуација дека не му е баш секогаш денот, не се вложува максимално, Да. не е толку многу продуктивен. Да, секој си има Така. тоа. Ние сите сме луѓе, меѓутоа мораме да бидеме свесни и за последиците. Ја не можам секој ден, ево, моја фирма да речем, еве, не се јавувам на клиенти, не работам, не ова, нормално дека има тоа последица. Свесноста за тоа, како можам јас да јас можеби на причината не можам да влија, ама можам на свесност за последицата што ќе се случи. Значи, тоа е таа свесност, затоа ги правам овие настани за личен раст и развој. Тоа е пред се. Колку повеќе луѓето се развиваат, толку поуспешна компанија. Така, клучот сепак е во личниот развој. Да, Анчевска, ви благодарам многу за интервјуто. ви благодарам и на вас.